Почитувани, ве поздравуваме од нашето студио во Организација Жена и ве канеме наредните 10 минути да останете со нас, бидејќи следува подкаст со доста интересна тема. Повторно ќе се задржиме на менталното здравје и семејното насилство, а разговараме со нашиот драг гостин и соработник Дејан Глинџарски, наш психолог. Овој пат имаме навистина интересна тема, како што кажав, менталното здравје и семејното насилство. Темата е самодовербата, односно самодовербата не се раѓа, таа се гради. И јас би рекла дека самодовербата е еден посебен ресурс, потенцијал, кој го имаме и кој што има големо значење во едни такви недобри односи во семејството. Но јас би рекла и дека самодовербата е еден вид одбранбено оружје во едни такви нездрави односи во едно семејство. Сепак, еве, да ве поздравам во студиото, да ви посакам добре дојде и да започнеме со општата дефиниција што е тоа самодоверба. И што значи тоа самодоверба кога зборуваме? Ти благодарам за најавата, за тоа што е и сум дел од овој подкаст на оваа доста важна тема, самодовербата. Кога зборуваме за самодоверба, тоа не мора да значи дека некој не се плаши или не се сомнева, туку самодовербата значи дека и покрај тоа што се плаши, се сомнева, избира да се соочи со предизвиците што му ги носи животот. Самодовербата е внатрешно чувство на доверба во сопствените способности. Тоа значи свесност за себе, каде што од една страна, значи личноста е свесна и за своите јаки страни, во друга страна е свесна и за своите слаби страни и ги прифаќа како целина. Тоа е добро кажано. А дали, еве, лаички јас би прашала, дали самодовербата е исто што и високото мислење за себе? Па, категорично можам да кажам дека не е исто. Доста е тоа различно, нели, самодовербата и еве досега зборував, додека кога велиме високото мислење за себе, тоа веќе произлегува за, нели, не е внатрешно чувство, туку тоа некако доаѓа како надвор од, нели, од личноста, доаѓа како јас сум подобар и попаметен од другите. И има доста разлика, нели? Лично со самодоверба може слободно да каже погрешив или еве не знам. И тоа не се одразува, нели, неговата доверба во себе. Тој е свесен и знае кои се неговите способности и колку вреди и нема потреба да се, нели, споредува со некој или да се докажува дополнително. Да. Од каде започнува самодовербата? Јас сепак мислам дека детството игра голема улога врз тоа како ние се сваќаме себе си, се доживуваме себе си. Па нормално, да, како и многу други работи текнуваат од раното детство, бидејќи ние не се раѓаме со самодоверба, не се раѓаме со сликата за себе, ние ја формираме сликата за себе најпрво од нашите најблиски, од нашето најблиско обкружување. Доколку, нели, тоа обкружување дава подршка, дава внимание, љубов, грижа, или чувство на вредност, тогаш нормално дека самодовербата, нели, тогаш се формира и се зајакнува. Додека ако се случува да, нели, најблиското окружување имаме омаловажување, нели, казна, исмејување, критика, насилство, секако дека тогаш ќе се формира тоа чувство на безвредност кое што за жал ќе го носи и цел. Тука значајна улогата на родителите. Голема е улогата на родителите, да. Родителите, многу е важно пристапот на родители. Не мора да бидат совршени родители. Но битно е да родителот да покаже, нели, грижа, љубов
и да го прифати детето такво какво што е. И многу важно, значи, да научат децата да учат од грешките, дека не е страшно ако се погреши. Да не се случи, да кажем, ако детето нели во дадена активност нели не се снаоѓа како што треба, да биде исмејувано, да биде критикувано. Едноставно да му се даде до знаење дека нели во ред наредниот обид може да биде подобар и да се мотивира, да се зајакне неговото чувство на вредност. Тогаш детето ќе знае дека е вредно, сепак тоа што не успеало да го направи денес, не му успеало, може би утре ќе успее. Важно е да се потенцира критиката, да не оди во личноста на детето. Нели да му се каже ти си глупав, ти си неспособен, тогаш веќе не бива за ништо. Не бива за ништо, тоа е веќе каде што директно се образува на неговото чувство за вредност, на неговото самодоверба, која што понатаму во животот е и како е многу важно. Но важно е исто и да се напомене дека самодовербата, нели, може да се третира и подоцна, нели, не го нели гарантира тоа дека од рано детство ако имаме нели нарушено самодоверба, дека тоа може ќе ни биде цел живот така. Со самодовербата може да се работи и понатаму. Самодовербата се гради. Се гради и не мора да значи ако ја имаме самодовербата дека ќе ја имаме за цел живот. Со самото твоја најава на денешната тема си го кажа дека самодовербата не се раѓа, се гради. Зошто имаме впечаток дека жените имаат помала самодоверба? Дали постојат некои обществени околности кои што влијаат врз самодовербата на жената? Па да, се согласувам со тоа дека постојат и трансгенерацијски уверувања и обществени денес. Општеството има такви уверувања, те станува збор за жената, не добра домакинка и професионално да биде успешна, добра сопруга, секојаш да биде нели таа што треба да трпи, толерантна, да не се бунтува многу, нели тоа е се многу улоги. Многу улоги кои што носат голема тежина и голем притисок. Да, вообичаено се случува да жените нели покрај тоа што се доста активни и трудат и работат на повеќе полиња, да на крајот имаат тоа чувство на дека не се доволни. Да. Зошто се има чувство дека жените, например, се чувствуваат дека не се доволно добри ако се професионално успешни жени? Па затоа што едно е каков однос имаш кон себе, друго е дали си успешен, дали тоа значи нели професионално. Нели може би да поседуваш разни дипломи, разни успеси во нели професионално ниво, но сепак некако чувството за себе да нели недостасува, да има таму дека не си доволно добра. Нели тоа вообичаено се случува така, бидејќи самодовербата некако не секогаш оди со тоа да бидеш успешен на нели професионално ниво. Да. Како да препознаеме ниска самодоверба? Па ниската самодоверба нормално има неколку нели знаци кои што така се и доста видливи кога нели личноста бара постојано добивање од некој. Кога личноста се плаши од нови предизвици, кога личноста не знае да каже не, кога има потреба од тоа да го каже, кога постојано мисли дека другите се подобри од неа, и тогаш нели тие се знаци кои што се доста така очигледни, видливи и многу важно нели доколку некој се чувствува така или не да стручна подршка. Дали перфекционизмот и постојаното споредување со другите се поврзани со ниската самодоверба? Доста така добро прашање, бидејќи
доста често некако, нели, перфекционизмот уствари се гледа како, нели, висока самодоверба, кој што не е така. Баш перфекционизмот е не да бидеме најдобри, туку се плашиме од тоа да не погрешиме, бидеме прифатени. И додека исто така споредувањето со другите, значи личност која што така да се изразам здрава самодоверба, знае колку вреди. Нема потреба да се споредува со друг. Дали е подобар или некој друг, или не знам, паметен или поуспешен, не знам. Ја знае својата вредност. Сигурно така сликата за себе и доживувањето за себе едноставно му е доволно, нема потреба тоа да го, нели, тоа доволно кажува дека сепак перфекционизмот и споредувањето со другите сепак станува збор за ниска самодоверба. Да позборуваме малку за околината, влијанието на околината, да почнеме, бидејќи сме врзани со семејното насилство и сакаме да слушнат многу жени што значи самодовербата, и пак ќе кажам, иако вие не се согласувате, како еден вид одбранбено оружје во семејното насилство. Какво е влијанието на околината, партнерот, семејството, работната средина, дали може да намалат или да ја зголемат самодовербата? Секако, да, значи околината, нели, кога станува збор за, нели, семејството, работната, ама можеме да цепиме и, нели, доста позитива, нели, но исто така кој што ќе се одразува, нели, на јакнење на самодовербата, но за жал се случува и тоа многу често баш од околината да бидеме, нели, дали тоа ќе биде преку семејно насилство, дали тоа ќе биде преку мобинг на работа или не знам што, каде што, нели, се чувствуваат последиците од постојано навредување и критикување, омаловажување, кое што директно и тоа како влијае на самодовербата. Посебно кога зборуваме за семејно насилство, значи тоа е, нели, сепак не се случува, нели, еднаш, тоа е постојано, некој, нели, да ти, дали тоа ќе биде психолошко насилство или физичко насилство, сепак некој постојано да те омаловажува, постојано да те навредува, постојано да се чувствуваш во некоја, нели, неизвестност. Кога тоа се случува на долг временски период, веќе самата жртва почнува да верува во тоа што се кажува и да смета дека, нели, тоа е така и дека и не заслужува подобро од тоа. Да, какво е влијанието? Денеска мора да проговориме за социјалните мрежи. Какво е влијанието на социјалните мрежи? Влијанието е многу големо. Многу големо. Како социјалните мрежи влијаат на самодовербата, тоа е доста актуелно, посебно сега во последно време и со вештачката интелигенција. Значи, многу е важно овде да се напомени дека кога не се проблем социјалните мрежи што ги користиме. Проблем е како си дозволуваме да го споредуваме нашиот реален живот со одредени сегменти, моменти од животот прикачени како слика или видео. Или што таму сите се среќни, сите се успешни, сите се, нели, испилтрирани, да, и на крајот на денот, нели, личноста се свртува кон себе и си вели дека јас не сум доволно паметна, успешна, убава или не знам што. Сето тоа е како резултат на тоа што си дозволуваме да реалноста ја споредуваме со одреден сегмент, нели, момент од денот, нели, од живот. Друг живот, да. Откаде? Не мора да значи дека таа фотографија и тоа видео ја представува реалност. Реалност, да. Дали самодовербата може да се изгради? Од каде да започне некој што со години не верувал во себе?
Па нормално дека од каде да започне од самиот себе. Јас можам да кажам дека многу е важно контактот со себе, да сме свесни за нашите потреби, чувства, емоции, потенцијали, ресурси што ги имаме. Самодовербата се крепи од малите работи, од новите искуства. Нешто што може би вчера не сум си дозволил да го направам, бидејќи на некој начин сум се плашал да го направам, сметајќи дека не можам да се го дозволам денес. Некои ситни работи, кои што постепено тој процес, самодовербата се гради и се гради цел живот. Да си веруваме во себе, да ги препознаеме нашите потенцијали. Секој еден од нас има потенцијал во себе. Прашањето е дали е свесен за тој потенцијал или повеќе фокусиран на тоа како околината го гледа и како околината го третира. Доста други работи е убаво да секој ги превземе, бидејќи не е доволно само да мислиме на позитивни работи или да чекаме да дојде момент да се почувствуваме посамоуверено. Битно е кога превземеме чекор напред, кога правиме нешто, кога превземеме акција, тогаш доаѓа тоа чувство на самодоверие, кога правиме нешто. Еве разговараме за самодовербата. Сепак едно прашање би имала, како да се справиме со тој внатрешен глас, внатрешниот критичар, кој постојано ти зборува, не си добра, например, за ова не те бива. Како да научиме да ги прифатиме собствените грешки, без да ја изгубиме довербата во себе и од тој аспект? Прво, кога станува збор за грешките, грешката не ја представува нашата вредност. Грешката само ни кажува дека тоа што сме се обиделе да го направиме не ни успеало од прва. Дека е. Може потребно да се обидеме уште еднаш. Од грешките учиме. Грешката е таа што не учи како треба. Затоа уште на почетокот кога се навраќавме за раното детство и родителите, улогата на родителите. Тука е многу важна улогата на родителите кои ќе научат детето дека сепак грешката е таа што го учи како треба и како да дојде до успех, до тоа што сака да го постигне. Ако тој модел на пристап родител спрема дете, успее во раното детство, ние сега ќе имаме возрасен кој што нема да се плаши од тоа да се соочува со предизвиците и што и да се случи. И ќе знае ако греши дека само грешката е дел од патот на успехот. А додека ако се случи другиот модел, каде што критиката, омаловажувањето е постојано присутно, тогаш тие кои што ти самата напомна тој внатрешен критичар. Тука се појавува тој внатрешен критичар кој си го носиме постојано со нас и да потсетува баш во моментот кога треба да превземеме некоја акција, кога од нас очекува да направиме нешто, тој ќе се појави и ќе не саботира. Многу е важно овде да знаеме дека да станеме свесни за тој глас, да го слушнеме, да видиме тој глас дали представува нашата реалност, дали тоа е мој глас или тој глас на што ме потсетува. Дали тој глас ме потсетува на мојот родител кој што имал преголемо очекување од мене. Дали тој глас ме потсетува на, да кажем, на наставникот кој што постојано ме исмејувал, да речеме. Дали на партнерот. Кога со самото тоа кога ќе направиме некоја малку дистинкција помеѓу мене и тој глас, кога ќе сватам дека сепак тој глас ме потсетува на мојот родител кој што преголемо очекување имал кон мене,
ќе знам дека сепак тоа не ја представува мојата вредност. Дека сепак тоа јас сум го научил од некаде. Ајде да видиме сега, во моментот, сега, дали тоа што го зборува тој глас, нели, дали соодветствува, дали на самата ситуација во која што сега се наоѓам. Ипак крај на краиштата, колку и да изгледа тоа парадоксално, тој глас на некој начин како сака да не штити. Ама не штити со критика, со цел да останеме во таа комфорт и безбедна зона и да не превземаме ништо, бидејќи ризикот ќе биде да пак да не успееме. На некој начин тој глас не саботира. Но тоа е процес кој што еве јас како психотерапевт во мојата пракса работиме, каде што од една страна покрај тој критичен глас ние не работиме на тоа да се спротивставиме на тој глас или да го игнорираме. Едноставно да создадеме и друг глас кој што ќе биде доста така, нели, благонаклонен кон нас, дека сепак, нели, ние имаме потреба, знаеме колку вредиме, што ни е потребно сега, нели, и дека тој глас, јас ќе го слушам, но јас сепак мислам дека јас можам себе тоа да го направам. Со тој пристап, на некој начин, му ја земаме моќта на тој глас. Тој ќе биде присутен. Но, еве ќе дадаме една метафора. Ако, нели, критичниот глас е доста присутен и моќен кај мене, тоа е кога јас ако возам автомобил, тој следи до мене, но ми го фаќа воланот, кажуваме на каде да вратам, на каде. Додека кога нели ќе си дозволе малку и благонаклонен пристап кон себе, кога ќе си станам свесен за својот потенцијал, за своите ресурси, тоа што го сакам, од што имам потреба и дека сега можеби тој глас во минатото ме штител, но сега не ме штити, тој ми одмага на некој начин. Со самиот тој пристап јас му одземам моќта и тоа исто како тој глас да го седнам позади на некое седиште, да се слуша тихо, но да нема контрола на тоа влијание јас на каде сакам да одам во животот. Да, во овој дел би сакала да поразговараме кога е време да се побара стручна помош во врска со ниска самодоверба. Кога нели тоа чувство на ниска самодоверба почне да не можеме да функционираме во животот, да не спречува во нашето се. Да, како психологот може да помогне? Психологот може да помогне, тој нема да му ја даде на самодовербата, нели, но ќе го освести. Ќе го освести за тие, нели, уверувања кои што ги присвоил, кои што ги научил, ќе го освести како се саботира, како се блокира, ќе го освести за своите потенцијали и вештини што ги поседува, не е свесен за тоа и на некој начин ќе го охрабри и тогаш самиот ќе почувствува, нели, мобилизација на енергија која што ќе се појави кај него да ја изрази на начин на кој што тој самиот сака. Да, дали самодовербата се губи поради токсична врска или насилство? Еве, тоа е тој момент за кој би сакала да Секако дека да, значи кога имаме насилство, нели, иако ако зборуваме за психолошко насилство, обично, нели, жртвата на почетокот не ги сваќа тие навреди стрикно така, нели, ги на некој начин ги оправдува, можеби денес мојот партнер имал лош ден, можеби изнервиран, можеби јас стварно нешто направив погрешно, па тој така се, нели, изрази кон мене. Но што се случува кога тоа ќе продолжи, нели, со месеци, со години, веќе станува да самата жртва почнува да се сомнева во себе. Почнува да се сомнева во своите способности.
Ако го имаме сомнеш во своите способности, тоа значи дека ние губиме самодовербата. И тогаш почнуваме да ги прифаќаме тие, нели, навреди и да на некој начин да ги чувствуваме како дел од нашиот идентитет. Јас сум таква, јас сум глупава, јас ништо не можам, јас нели не сум способна ништо да направам. И тогаш тој внатрешен критичен глас секогаш присутен да каже дека што и да посака нешто да направи, ќе се појави, нели, тој ќе ти си глупава, ти си неспособна, ти тоа не можеш, нели. Тоа на некој начин самата жртва се потиснува и го држи во себе и тоа е еден вид страдање, кој што за жал е доста се почесто присутно и многу е важен тој првиот, нели, чекор кога самата жртва ќе посака да излезе од таа ситуација. А може да има решение, има начин како самодовербата повторно да се врати во нормала, повторно кој тој прв мал чекор што жената може да го направи уште денес за да почне да ја гради својата самодоверба? Нели, како што кажавме претходно, да се сврти кон себе, да биде посочувствител на себе, да почне да се зборува за себе како на начин кој што зборува со својата најдобра пријателка или личноста која што најмногу ја сака. Да почнеме да имаме таков однос кон себе. Да не се критикуваме, да не се омалажуваме, нели што и да се случува, без разлика дали ќе биде тоа неуспешно, нешто, тоа не одразува нашата вредност. Тоа не покажува ние колку вредиме. Нели, грешката е да не научи нешто. А грешката не ни кажува дека ние не вредиме. Тоа е нешто што доаѓа однадвор. Тоа е нешто кој што некој друг го кажува за нас. А за жал ние го прифаќаме. Многу е важно исто така да, нели, стрикно жените, нели, во текот на еден ден, колку се работи, може би активности, тоа минуваат и ги прават. Но на крајот на денот може да се случи да кажеме поради една работа која што не успеала да ја постигне, да се појави тоа чувство на, нели, недоволно, дека си неспособна. Нека си неспособна. Многу е важно да на крајот на денот да бидеме фокусирани на сите тие работи што сме успеале денес да ги направиме. Да кажеме, била на работа, таму е колку братски активности спровел, се вратила дома, грижата за децата, да спреме ручек околу домаќинството, да сето тоа се работи кои што бара и време, и енергија, и способност, и вештини, но може би ќе се случи една работа да не успее навремено да ја постигне, да загори ручекот, например, и да се идентификува со таа работа. Нели? И сега има на друг момент кога велиме зошто сме повеќе ја прифаќаме критиката него, нели, комплиментот. Тоа што нашиот мозок на некој начин е повеќе, бидејќи има заштитничка функција, не штити, бидејќи целата информација, меморија, искуство и знаење се држи таму, повеќе му е позната критиката. Ако ние, нели, сме раснале со критика, и веднаш кога ќе се соочиме со момент кога никој ќе не критикува, ние да се фатиме за тоа, бидејќи тоа е познато, додека комплиментот е нешто каде што, нели, не е толку познат, нели, го нема тој модел кај нас каде што сме секогаш почитувани, каде што секогаш, нели, ќе со почит, со разбирање, со убави зборови, тоа е нешто познато. Затоа многу често се случува да, нели, веднаш се фатиме на критиката, а комплиментот некако како да не ни сакаме да го прифатиме.
Ви благодарам за овие совети, навистина доста поучни работи слушнавме. За крај дали би имале некоја порака за самодовербата? Пораката еве и нели претходно сето тоа што го зборував е исто така каде што нели може да се упати како порака. Самодовербата се гради со нови искуства. Да не чекаме да се почувствуваме нели самоуверено за да направиме нешто. Туку да направиме нешто, а потоа самодовербата сами ќе дојде. Самодовербата не се раѓа, таа се гради. Благодарам Дејан за овие убави совети за гостувањето во овој подкаст. Почитувани, ви благодарам за вниманието.